Иако е прерано да се даде конкретна оценка кој би можел да ги прислушува јавните обвинители и судиите и со која цел, сепак ако се земе во обзир временскиот тајминг дека централите за снимање на разговорите во јавното обвинителство се вградувале во 2016 година пред промената на власта и како што синоќ обелодени премиерот Зоран Заев дека освен разговорите на обвинителите снимани биле и фиксните телефони во кривичниот суд, се поочигледно е дека оваа нова афера со прислушување е продолжение на истата од пред неколку години, но со нови димензии и случувања, вели за 1TV поранешниот разузнавач Александар Диневски. Сметам дека оваа афера е всушност дел од тој тоталитарен концепт кој што го наметна Никола Груевски и неговата хунта и за управување со општеството според временскиот тајминг кога се случувало прислушкувањето, веќе од сега може да се наследи кој би имал најголем интерес тие записи, тонски записи да бидат користени. Имено тоа е период 2016 година, тоа е веднаш после обелодуването на бомбите на Заев, со кој јасно упатува на одреден криминал на претходната владеачка гарнитура, конституирањето на специјалното јавно обвинителство и веќе започнатата битка со расчистување на криминалот и сите негативни последици од претходната власт. Според Диневски, веќе подолго време кружат информации и шпекулации дека постојат паралелни системи за прислушување во Македонија, кои се рецидиви од минатата власт и се пракса на минатите владеачки структури. Постои реална опасност дека одредени јавни обвинители биле компромитирани и оценувани со овие снимки, вели Диневски. Јавното обвинителство е токму органот кој што по функција наредува прислушкување, односно преземање на посебни истражни мерки, од кои една е и прислушкувањето. Јавното обвинителство, кој е самиот предмет на прислушкување, всушност е беше невозможено во изминатите 2 години да ја спроведе својата основна уставна и законска функција. Односно, нивните мерки беа одма предезавуирани, нивните мерки беа веројатно попречувани и веројатно е дека преку тие снимки кои што биле користени, постои реална опасност дека одредени јавни обвинители биле уценувани или компрометирани, односно воспоставено е политичко влијание врз работата на јавното обвинителство, што не е допуштено ни со уставот, ни со законите на Република Македонија. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов со сличен став во вчерашното гостување во централниот дневник на 1TV истакна дека операцијата со прислушување е започната пред промената на власта, а постои според него можност да бидат следени комуникациите во корис на големите политички партии или некои криминални структури. Во Република Македонија подолго се шпекулира, се зборува дека има паралелни системи за прислушување и во основа се посочуваат моќните политички партии кои што финансиски се силни, кои што може да набават опрема и да се користи. Доскорашната опрема што беше монтирана во МВР, зборувам од времето на владењето на Гордана Јанкуловска и нивните соработници, беше една од најсофистицираните. Тоа што од обичен лаптоп, од било каде, може да се влезе во системот и кој број сакате да го изберете и веднаш да го прислушувате. Значи, целиот систем беше така подготвен да во секој момент, без било какво добрување, без било каква контрола, да го слушате било кој граѓанин на оваа држава. Од јавното обвинителство денеска пак соопштија дека има индиции дека прислушувањето траело од 2013 година. Предистражната постапка е отворена веднаш по добиените сознанија дека телефонските разговори остварени преку фиксна телефонија во зградата на јавното обвинителство биле снимани. Иако пронедените податоци со снимени разговори на двата хард диска од телефонската централа датираат од 30.9.2016 година, постојат индиции кои укажуваат дека снимањето траело од набавката и инсталирањето на опремата, односно од 2013 година. Во таа насока се проверува и дали снимените разговори биле избришани или пренесени на друг уред. Вчера републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески обелодени дека од 2016 година до сега биле снимани разговорите на фиксните телефони во обвинителството, а премиерот Зоран Заев откри дека освен разговорите на обвинителите, снимани биле и фиксните телефони во кривичниот суд. Сега во предистрага ќе се утврдува дали овие разговори биле злоупотребени.